Почитувани гледачи, добро дојдовте во првата епизода на подкастот Младински фреквенции. Подкаст во кој што ќе гостуваат млади луѓе, со кои што ќе дискутираме на теми од секојдневието, теми кои што се важни за младите, кои што можеби не доволно или воопшто не се дискутирани во останатите медиумски содржини на кои што сме изложени на дневно ниво. Јас сум Борче Исаковски, ќе бидам хостот на овој подкаст. Првично би сакал да изразам голема благодарност до Радио МОВ за пружената прилика. И во денешната епизода првично зборуваме со Сонја Милошевска, студентка на Природно-математичкиот факултет и моја колешка. Ќе дискутираме за секојдневниот живот, предизвиците, бенефитите кои што ги носи студирањето на овој факултет, поради тоа што сметам дека не доволно се информирани младите луѓе за се она кое што доаѓа како резултат на запишувањето на студии на овој факултет. Сонја, ти благодарам за тоа што ја прифати поканата. Пред се, сакам да те прашам како си? Добро сум, одлично. Ти како си, Борча? Супер, фала на прашање. Како што кажав, Сонја е моја колешка, студентка во втора година на насоката применета хемија, аналитичка биохемија, и да не должам многу јас да ја представувам. Сакам да дадам прилика да се представи подобро самата, што прави, која е Сонја, да ни каже повеќе нешто за себе. Фала ти, Борча. Мило ме беше имена многу за поканава на подкастов. Во главно, кажа тоа што треба ќе збориме денеска за студирање во Скопје на Природно-математичкиот факултет. Студент сум од втора година. Претходно сум дојдена од гимназија и живеам во Скопје. Имам 20 години и ајде да дискутираме понатаму за нашиве студии на Природно-математичкиот факултет. Така, прво пред се, јас би сакал да те прашам во контекст на студирањето на Природно-математичкиот факултет, бидејќи спомена дека доаѓаш од гимназија, од, како да кажам, не стручно, од поопшто поопшто вид на образование. Која беше одлуката која што те насочи тебе да се запишеш на Природно-математичкиот факултет? Дали од секогаш беше заинтересирана за природните науки, дали беше нешто што дојде импулсивно? Како Сонја одлучи да се запише токму на оваа насока на Природно-математичкиот факултет? Природно-математичкиот факултет го знам уште од давно, уште од основно, бидејќи нели имавме надпревари по хемија и по природни науки кои што се одвиваа на факултетов. Уште тогаш јас го имав запознаено Природно-математичкиот факултет и може да се каже дека уште тогаш сакав да студирам нешто поврзано со природните науки. Не бев се уште сигурна дека сакам хемија да учам, повеќе сакав биологија порано да учам. Така. Но во текот на образованието во средно, иако беше поопшто, сепак разбрав дека хемијата највеќе природно ми оди да ја учам и многу голема љубов ми се создаде кон таа наука. И кога завршив средно, ги разгледував смеровите на Природно-математичкиот факултет, се мислев помеѓу биохемија со физиологија и аналитичка биохемија, но сепак одбрав на Хемискиот институт да се запишам. Нешто е што го сакам од кога бев мала, значи не е нешто ново. Иако имав период во гимназија додека учев, кај што сакав да се запишам на нешто уметничко, затоа што исто така сум уметник. Така. Ама решив дека тоа ќе ми остане хоби, кое што се уште го практикувам, иако студирам хемија. Така, и мислам дека она што се аува кај сите студенти, барем на нашава насока, евентуално и да доаѓаме до моментот дека хемијата е, не знам, најкомплексна, највклучена наука или можда е тоа некој комплекс кој што сами си го креираме. Да, така што мислам дека со самиот избор да учиме хемија сме го инкорпорирале тој момент дека ги учиме сите останати природни науки, пошто нели спомна дека си сакала биологија. Мислам дека тука имаме еден сплет на сите останати природни науки во едно, сега нормално шо поиќе шо помалце, али мислам дека, како што кажа, од се по нешто имаме... Хемијата пак е основа, мора да признаеме дека не може да се учи ништо друго без хемијата, дури на медицина ја учат хемијата поради таа причина. Биохемија одбрав бидејќи мислев дека е некаков баланс од биологија и хемија, иако мислам дека не е толку многу колку што сме до сега стигнати. Биохемија е хемија, не е биологија. Но не сакам воопшто, бидејќи како што почнавме на факултетов, јас
почнувам да ги засакувам математичките науки повеќе отколку биолошките. Математика, физика, аналитичка, не знам, тоа мило ми е што го одобрав, не се каам воопшто. Биологија некако дури малце помалце ни иде. Гледам генерацијски на хемичарите. Така, некако повеќе сме насочени на практичниот дел отколку на теоретскиот дел. Мислам дека тоа е и клучно, зашто сме повеќе насочени на математика, на математичкиот дел отколку на тој по-општ, по-биолошки, по-теоретски дел. Ми се допаѓа примената. Да. Добро, во склоп на ова прашање, сакав да те прашам, освен конкретно оваа насока и дали нормално беше нешто спонтано или нешто што веќе беше планирано, зошто баш ПМФ? Зошто, пример, не природно-математичкиот факултет на Универзитетот во Тетово или некој друг факултет, дали на Универзитетот во Штип или Универзитетот во Битола, сепак ти си од Скопје, нели? Да. Дали локацијата беше единствената причина зошто одбра баш ПМФ или некои други критериуми имаја клучна улога во изборот? Искрено, можеби малку глуп одговор. Главна причина е затоа што сум од Скопје. Так. Но друга причина е, како што спомнав, сум била на ПМФ претходно ради над преварите. Мене ми е многу убав. Значи, прво ботаничката градина и целата атмосфера, и тоа што е во шума, и тоа што е тивок и мирен и чист пред се, многу ми се допаѓа. Мислам, сите студенти и сите вработени на ПМФ сме многу еколошки настроени. Тоа ми беше многу голем прекурсор. Значи, тоа многу ми се допаѓа, тоа многу ме привлече. Исто така работите што се представени внатре во ПМФ факултетот, кристалите, камењата, книгите исто така, многу ме привлече тоа. Исто така ми се допаѓа што дипломата од ПМФ е светски признаена, бидејќи може да просперираме понатаму во странство. Мислам дека тоа ми беа главните причини. Исто така и предметите, кои што ги имаме во склоп на програмите, ги имав разгледувано пред да се запишам, ми се допаѓа многу. Фер. Добро, во контекст на одлуката толку, дали можеш накратко да ни го опишеш твоето досегашно искуство во студиите? Дали можеш да ни кажеш пример кој ти бил омилен предмет? Дали можеби некој што ти бил малку попредизвикувачки? Дали ти си исполнен некои очекувања кои што ги имаше пред запишувањето или не, зошто? Прво морам да кажам дека многу сум задоволна, највеќе од праксата. Не од праксата, туку од практичната настава што ја добиваме. Не очекував дека толку многу ќе научиме, а многу научивме, особено во втора година. Учиме многу практични работи што ќе се применуваат понатаму во работа вистински, значи не си играме само, значи учиме реални работи. Тоа многу ми се допадна. Поради тоа аналитичка хемија 1 и 2 ми се омилени предмети до сега што сме ги слушале, бидејќи имаат најреална пракса. Многу научив од тие два предмета. Исто така во прва година за чудо математиките многу ги засакав, што не очекував пред да се запишам. Морам да признам дека најтежок предмет дефинитивно би бил органска хемија и физика. Не знам зошто, ама мислам дека сите хемичари природно некако не ни оди физика. Или е хемија или е физика, не може и двете. И органска хемија може да се каже дека е и тежок во пракса, и тежок во теорија. Значи, постапките што ги правевме во лабораторија по органска хемија се исто така по захтевни, морам да признам. И по комплексни и временски. Да, има многу чекање, има многу за размислување. Но во главно многу сум задоволна, учиме многу, значи многу знаење добиваме од факултетов и тоа ми се допаѓа. Не се жалам, сепак тоа го одбравме. Тоа го одбрав јас, сакам знаење, иако е тешко, се исплати многу трудот. Тоа е дефинитивно. Се согласувам потполно и веќе спомна дека еден од најважните сегменти, можеби најважниот, односно не можеби, со сигурност најважниот сегмент од наставата, од студиите, од тоа што ќе го добиеме на крајот како знаење, практичниот дел, односно практичната настава, лабораториските вежби. Па сакав да те прашам, веќе спомена дека се на задоволително ниво, барем на нашиот факултет. Дали сметаш дека за идните студенти, за деца кои што се уште во средно училиште, кои што се заинтересирани да продолжат на студии од ваков тип, дали сметаш дека ти имаат доволно можности да на некој начин се приготват за овој практичен дел, за овој лабораториски дел, за веќе да дојдат со некое предзнаење на факултетот, или тоа се уште е нешто кое што не доволно се практикува барем во нашата земја? Дефинитивно не доволно. Имаме услови, значи имаме можности, не векам не. Најголем проблем се професорите кои што не сакаат да вложат дополнително време. Не сите, значи има многу добри професори во средно образование кои што сакаат да пренесат знаење практично. Да. Не викам дека нема услови, има. Во скоро секое училиште има услови за практична
за практично образование. Проблемот мислам дека е тоа што немаме заинтересирани студенти. Нешто немаме услови. Јас кога бев, имав среќа и можев 3-4 година во средно да стекнам некакво образование за во лабораторија, некакво практично образование, особено за хемија. Многу сум благодарна за тоа, затоа што многу ми помогна кога почнав на факултет. Но мислам дека како што одиме понатака, новите генерации се помалку и помалку заинтересирани за да прават нешто дополнително од часовите што ги имаат, осеќаат како да немаат корист од тоа. Што мислам дека е погрешно, бидејќи иако тогаш можеби не добиваат нешто конкретно од тоа што ќе вложат дополнително време, можеби нема да добијат поголема оценка во средно, но ако сакаат 100% сигурно да продолжат на природно-математички да се запишат, пример факултет или било каде во странство каде што ќе имаат лабораторија, мислам дека е корисно да се има такво презнаење. Да, мислам дека е корисно. Имаме услови. Не само тоа, јас морам да те надополнам дека освен незаинтересираноста на студентите, можеби тука и мислам спомена, ама мислам дека клучен фактор и незаинтересираноста на дел од професорите, бидејќи реалистично знам од лични примери дека не во сите училишта, пример јас доаѓам од Охрид и не во сите средни училишта во Охрид се практикува таа практична настава, а во голем дел од случаевите можеби оправданијата на професорите би биле дека немаат услови од типот на немаат опремени лаборатории, немаат реагенции, се тоа. Баш јас и ти заедно нели го слушавме предметот, изборен предмет прошлиот семестар, во кој што свативме дека не секогаш мора нешто специјално, екстравагантно ништо да се поседува за да се направи прост експеримент за да се докаже нешто едноставно, некој едноставен хемиски процес, некоја едноставна хемиска реакција, така што можеби дел од причината зошто не постои таа практична настава во сите средни училишта е токму и тоа. Бидејќи секогаш се бара најлесниот начин надвор. Да се заврши работата. Да, и да се најде кое било оправдание за да се избегне тој момент, да се вложи дополнителен труд за да се покаже нешто што мислам во секој случај би оставила подобра трага кај учениците, кај идните студенти, кои што сепак има разлика дали јас како иден студент ќе дојдам и ќе знам веќе отприлика како изгледа лабораторијата, кои се да речам наједноставната апаратура, кои се наједноставните, најпростите методи на работа или воопшто ќе почнеме од нула. Пак тоа јас ќе го видам, ќе го научам бидејќи барем сметам дека од нула се почнува се кај нас на факултет, али сепак некако моментот дека од прилика веќе си запознаен со тоа што ќе го правиш, има различен ефект може да има различен ефект кај секој студент кој што би дошол на природно-математичкиот факултет. Да, исто така морам да докнадам дека и дополнителна љубов значи ако тоа ти го покажат во средно или во основно, дополнително може повеќе да се заинтересираш да продолжиш да го учиш тоа понатаму на факултет. Да. Ако ние учиме само теоретски од книга, особено природни науки, тоа не ни личи доволно интересно. Не можеме кога сме помали во средно или во основно, не можеме да поврземе со реалноста како тоа може да се користи понатаму во идна професија или во пракса. И тука тоа повеќе фали, не само за да имаме предзнање на факултет, бидејќи на факултет да го немаме предзнањето, како што кажа, можеме да го научиме од почеток, имаме услови за тоа. Но мислам дека ако повеќе студенти кои што се помлади во средно имаат можност за практична работа по природните науки, мислам дека многу повеќе ќе имаме заинтересираност да се запишат понатаму во истите тие струки. Така да мислам дека тоа би било најголемата предност. Ама како што кажа, многу е потребно од професорот да покаже желба да го прави ово од љубов, бидејќи и професорите нема да добијат нешто дополнително. Да, апсолутно. Од тоа, да. Тоа фали. Се согласувам. Во контекст на останатите критериуми, да речам, кои што нормално би придонесле кон една успешна кариера на секој студент. Океј, веќе се согласивме горе-долу дека програмата според која што треба да студираме е солидна, задоволителна. Сакам да те прашам што мислиш за останатите критериуми кои што би влијале на градење успешна кариера. Дали факултетот како единица, дали професорите како луѓе од кои што треба во главно да добиваш знаење, асистентите се солидни,
со солидно знаење и доволно достапни за еден студент на природно-математичкиот факултет да може успешно да гради кариера како што би посакал, независно во која насока и да се движи таа кариера. Дефинитивно. Првото нешто што го воочив кога се запишав на овој факултет беше тоа што бев воодушевена колку знаење имаат професорите. И ги читав биографиите на страната на природно-математичкиот факултет и многу сум воодушевена. Значи многу мотивација ми прави тоа искрено и инспирација се многу голема и професорите и асистентите. Морам дополнително да ги пофалам асистентите бидејќи постојано ни се од помош и постојано се тука за било што, значи за нешто неповрзано со предметот, тука ни се асистентите и стварно ни се за фалење. Професорите кој како? Фер. Како и секаде, да. Имам и за фалење професори, дефинитивно. Ама да, воодушевувачки е тоа што имаат многу знаење. Многу имаат. И тоа е многу голема мотивација, мислам дека. Да, и не само што го имаат, туку и знаат како да го пренесат. Знаат како да го пренесат и да, многу е мотивационо тоа. И мислам дека сме реалистично еден од ретките факултети, според мене барем, каде што бројката на овие професори кои што можеби не се доволно адекватни или кои што го имаат, како што кажав, знаењето, ама сепак не знаат да го пренесат, е многу помала од професорите кои што се навистина кои што го имаат знаењето, кои што знаат како да се постават, каков пристап да имаат кон студентите, кои што се достапни за што било и за дури работи поврзани со градење на кариерата надвор од она што е она што се обврзани да го прават. Да, затоа што сепак постојат и се уште факултети каде што за жал случајот е баш спротивен. Да, се гледа дека се луѓе кои што многу се сакаат професијата. Да. И тоа е многу убаво за гледање, дефинитивно и заради тоа се способни да не го пренесат знаењето, бидејќи самите тие имаат многу љубов кон тоа што си го учеле целиот живот. Да. Во контекст на тоа што го спомнав дека дел од професорите според мене барем се доста отворени за обезбедување на можности надвор од она што се обврзани со програмата, што самата програма го гарантира да го добиеш како продукт, да речем, како резултат од твоите студии. Дали сметаш дека професорите или ете така поопшто факултетот обезбедува доволно услови за вон наставни активности, да речем, кои што и тоа како се важни исто така за градење на кариерата, типот на учество на конференции, помош во врска со не знам, истражувања, пишување на научни трудови, чак дури учество во студентски организации или што било слично што сепак не е некоја гарантирана обврска на студиската програма. Имаме многу можности, да, во било кој момент можеме да побараме помош од било кој професор или асистент за пишување на научен труд, за помош на истражувања во лабораторија, за гледање дури само, бидејќи имаме многу студенти кои што се во втори или трет циклус на студии кои што постојано работат во лабораториите на ПМФ. Можеме во било кој момент да гледаме, да помагаме и да учиме од нив, што е многу убаво. Постојано имаме некакви семинари каде што можеме да пријавиме научни трудови. Исто така имаме Македонското биолошко друштво, Македонското хемиско друштво, каде што тоа е сојузот на хемичари, каде што можеме да помагаме со надпреварите кои што се за основно и за средно, тоа ни е дополнителен вид на пракса. Така да имаме многу работи кои што можеме да ги правиме надвор од студиите. И тоа многу ми се допаѓа, бидејќи и јас би сакала во брзо време, во следниве неколку години да напишам научен труд или да помогнам со пишување на научен труд или да истражувам нешто ново, иновативно, и ми се допаѓа што тоа можеме да го правиме во било кој момент и во било кој момент да побараме помош од професори веднаш ќе се согласат. Од било кој професори, тоа е многу убаво всушност, исто така и за дипломските работи. Понатаму, ама еве кој што кажав и нешто надвор што е од студиите за било што би прифатиле. И тоа е многу убаво, што можеме дополнително да се надградуваме. Така, и мислам дека нема да претрам ако кажам дека еден мој општ заклучок општо за барем ево конкретно да зборвиме за студиите е дека не секогаш е ситуацијата во поглед на можностите црно-бела, односно не дека секогаш како што е популаризирано мислењето дека студентите тука немаат можности, туку секогаш се сведува на тоа колку индивидуалецот би сакал да ги побара тие можности. Океј, да, во секој случај има многу случаи каде што некои тие можности фалат, дека во други земји имаат многу повеќе можности, многу подобри услови, но сепак сметам дека
не сме лоши, не сме најлоши, поради тоа што голем дел од можностите ни се многу повеќе приуштени за разлика од пред 5, 10, 15 години. Тоа дефинитивно имаме многу можности, проблемот е што не сме многу заинтересирани. Имаме малку луѓе сме кои што сакаме дополнително нешто да правиме без да добиеме нешто назад. Се слушам, Така да, така е особено на природно-математички факултет. Мислам дека имаме многу услови за истражување од било која бранша. Сега да, не можеме да истражуваме нешто поврзано со мора, на пример, затоа што немаме мора. Така. Но го имаме Охридско езеро, го имаме Преспанско езеро. Имаме доволно услови. Само потребен интерес малку. Така, се сложувам апсолутно, да. Добро, во поглед на факултетот, окей, сакав да те прашам следно, повеќе во врска со ти како студентка на природно-математичкиот факултет. Свесни сме дека, како и на секој друг факултет, можеби повеќе, можеби помалку, имаме реално доста обемен материјал во текот на студиите. Имаме доста големи обврски само во поглед на студиите, па сакав да те прашам како ти успеваш да ги балансираш обврските поврзани со студиите и твојот приватен живот, или можеби односно знам дека доволно често се вклучуваш и во други активности надвор од активности кои што се поврзани со факултетот, нормално кои што не се некои обврски кои што би ги класифицирале како обврски од приватниот живот, излегување и слично. Така што дали мислиш дека е реалистично изводливо за тебе како студент на ПМФ да постигнеш да се вклучиш и во други активности, да постигнеш со студиите и да имаш квалитетен приватен живот и да имаш време за себе нормално и за фамилијата и се тоа? Мислам дека е тешко малку, морам да признам, но секогаш има време за се. Исто така од моје искуство имам приметено, сега лично само за мене ова, така, дека што позафатена сум, толку повеќе ги завршувам обврските. Ако се залежам дома, кога немаме обврски, тогаш така, уште сум помалку продуктивна. Така да имаме време. Не можам да кажам дека не е жртва. Секогаш нешто се жртвува, на пример спиење. Можеби нема да жртвувам приватен живот, можеби нема да жртвувам излегување со пријатели, ама ќе жртвувам спиење. Или спортување некогаш ќе биде јадење, некогаш ќе биде спиење, некогаш ќе биде излегување, некогаш имаме периоди кога што мора да се заклучиме дома некој период за да научиме кога ни е тесно, но се постигнува. Се може да се постигне кога се сака, иако е тешко. Да, значи реалистично да многу послична ситуација како на другите факултети. Да. Не е нешто екстравагантно студирањето на природно-математичкиот факултет. Морам да признам дека дефинитивно мора да се седи. Значи мора да седиш и да учиш со тенови. Во секој случај сега, не знам, некој има капацитет брзо да научи голем материјал, јас не можам. Мене ми е потребно да си го планирам времето, потребно да имам цело време тесен скеџул, кој што се вика. Така. Морам да одвојам време за се, но потребно е да се седи, да се учи, не може да се пројде без тоа, но пак, ако се сака, се може и не можам да се жалам. Пак имам научено многу работи до сега, за кои што сум многу благодарна. Убаво е. Мило ми е што е така, да. Значи, све се сведбит на крајот на то колку добро ќе си го организираш времето. Да. Се сложувам, апсолутно. Не знам дали ти си била во истата ситуација, барем пред да се запишам, а реалистично и после запишувањето на студиите, сум се соочил со доста стереотипи поврзани со студирањето на ПМФ, па сакам да те прашам кој е можеби најчестиот или најинтересниот стереотип со кој што ти се соочила во врска со факултетот, во врска со студентите на факултетот, студирањето на факултетот, и дали е точен? Па многу ме плаше од постарите колеги дека нема да излагам од дома, дека од секој треба да се откажам. Така. Верувам дека не е точно тоа. Ја имам едно многу страшно хобија, тоа е да играм на компјутер, што ми одзема многу време во денот. Така. Ама тоа не го откажам. Значи, чим можам уште да играм на компјутер и пак ми се положени горе-долу испитите, мислам дека е окей. Друг стереотип беше дека математика е страшно, дека не се полага, дека нема шанси. Па ето, тоа е човек до човек. Мене не само што го положив, ми стана умилен предмет таа година, многу го засакав како предмет и како наука математиката. Така да тоа е еден од стереотипите. Друг стереотип кој што е точен, е дека органска хемија е најтешко. Мислам дека можеш да се согласиш. Да, апсолутно. Како наука е многу тешка, ама многу битна. Обемна. Обемна, ама многу ќе ни треба. Така да тешко, ама мислам дека ќе се исплати. Да, мислам тоа секако не може во секој момент нешто да биде полесно. Да, уште еден стереотип што го имавме, кој што испадна точен за жал, е дека сме по цел ден на факултет. Да. Ме плаше постарите колеги дека седат од 8 до 5 попладне на факултет и јас многу се надевав дека тоа не е точно, ама така е за жал. Да, и јас. Имаме многу пракса, имаме многу лабораториски вежби, ама интересно е.
Јас да сум искрен, најмногу се надевав дека нема да сме секој ден од 8. Па, Тоа беше најтешкиот момент за мене, не ми е проблем да седам цел ден, ама да не сум од 8. ама така испадна тоа е некој. шо е. Да. Добро. И предпоследно прашање кое што сакам да те прашам повторно во врска со тебе, повеќе него со факултетот, е какви кариерни можности постојат за тебе како студентка на оваа насока? Односно, ако сакаш, можеш повеќе да ни сподели за тоа што ти планираш по завршувањето на додипломските студии на ПМФ, што планираш да правиш, во што би ти помогнал факултетот и знаењето кое што го добиваш како студентка токму на оваа насока? Кои можности ти се отвараат? Ми се допаѓа тоа што хемија е многу голема основа. Значи со хемијата можеме да работиме во различни области, многу области. Можеме во прехранбена, можеме да работиме со автомобили, можеме да работиме во винарија, можеме да работиме во болници исто така како биохемиски лаборанти. Но многу голема причина зашто се запишав на биохемија бидејќи сакав да продолжам понатаму во странство, во наука поврзана со подводниот свет. Така. Како лаборант и како нешто да работам со нешто иновативно, нешто еколошки настроено. Сакам да поврзам моето знаење со природните науки со екологијата, бидејќи мислам дека тоа не станува неопходно. Апсолутно. Како што со новиве години, се повеќе и повеќе. Но ќе видиме, бидејќи сега како што ги учам повеќе стручните предмети, ми се допаѓа многу, како што спомнав, аналитичка хемија, би сакала да работам понатаму со анализа. Сега ќе имам и други практични предмети како спектроскопија или инструменталните методи. Така да мислам дека рано да размислуваме на што би работеле конкретно, но ми се допаѓа што имаме избор, значи не е конкретно едно нешто што можеме така, само да го работиме со овој факултет, имаме многу опции, и за понатаму, и за магистар имаме опции, и за докторирање, така да ќе се размислува дополнително на тоа. Да, мислам дека самиот момент дека се работи за може би не се класифицира, ама дефинитивно до некој степен може да сметам како интердисциплинарна наука, може би, пошто е сепак сплетна биологија и хемија, како што кажавме на почеток, имаат доста доста изучување и на другите природни науки, физика, математика и слично. Затоа мислам дека имаме доста опции, пример некој што би сакал поиќе да се насочи на биолошкиот дел, да се работи, не знам, во биохемиска лабораторија, тоа може да го прави. Некој што би сакал повеќе да работи со анализа во, не знам, некој друг по општ сегмент, има доволно можности за него, барем со оваа насока, според мене. Да, ми се допаѓа мене што е така, не е толку конкретно, имаме многу можности понатаму. Да. И можеме да се надокнадиме во различна струка, не мора конкретно да продолжиме со биохемија. Пак така. Имаме предзнаење хемиско, можеме тотално нешто различно, можеме со нафтени деривати да продолжиме да работиме. Така да ми се допаѓа и тоа мене, да. Да, апсолутно се сложувам. Последно нешто што сакам да те прашам, што не е воопшто поврзано со факултетот, ама сепак е мислам, барем мојата поента на овие епизоди е колку што ќе се зборува на некои теми од младинско од значење за младите, толку сакам и да се запознаат останатите со моите гости, така што и сепак да добијат некои препораки во врска со сепак работи кои што им се сепак значени, така што сакам да те прашам кое е омиленото место за излегување на Сонја, каде најчесто го поминуваш твоето слободно време? Искрено многу сакам преку ден да излегувам во последно време и имам еден кафич добар бар кај мене. По цел ден седам таму, многу ми убаво местото преку ден за учење, убаво ми е и навечер за излегување за пијачки. Општо излегувам низ други места во Скопје исто така. Многу ми се допаѓа во последно време и во природа да седам. Многу често одам на водно, или во парк, или воопшто во било кој парк, не мора да биде градски. Бидејќи сега е убаво времето и исто така многу ми се допаѓа да учам во природа и да цртам во природа. Тоа ми е хоби кој што се навратив повторно. Така да, исто така сакам да спомнам дека иако ни е тежок факултетот, мора да не заборавиме да си ги правиме другите работи што ги сакаме. Дали е уметничка страна некоја или е... Не е битно било што нашите хобиња, дали е спортска исто така, не треба да ги запоставуваме ради студиите. И ми се допаѓа тоа што успеам да наоѓам време и за тоа, и за мојата уметничка страна некако да ја вметнувам во животот. И мојата љубов кон природата. Да, јас апсолутно се сложувам со тоа и мислам дека од почетокот, ако не од почетокот, многу брзо после почетокот, секогаш сум адвокатирал за тоа дека студиите не се само момент во кој што треба да се завршат студиите. Реално ова е првиот
момент од досегашното наше образование кај што не сме ограничени до толку со временски рамки или со какви било други пречки, затоа што сметам дека овие години, мислам, окей, средношколското искуство е едно, ама мислам дека студентскиот живот е сосем нешто друго, така што мислам дека треба да се исцрпит максимално и дефинитивно не е само да се завршат студиите по секоја цена во рок или да се завршат со највисоки оценки, со највисок просек, така што баш ми е мило што многу луѓе во моето обкружување се повеќе се фокусираат и на други работи, а не само на студиите, се фокусираат и на, како што кажа, нивни други интереси, нивни други хобија, се интересираат се заинтересираат за вклучување во други организации, во други активности, така што мислам дека тоа е доста за пофалба за моментот во кој што ние како студенти просперираме на факултетите. Мене ми исто така многу мило, бидејќи сепак овие години ни се битни и треба да уживаме додека сме студенти, без разлика дали сме студенти на ПМФ или на било кој факултет. Не се само студиите сега битни, точно треба да си го жртвуваме малку времето за понатаму да имаме големи успеси. Но таа жртва треба да ни биде исто така и уживање. Не треба да ни биде мачење. Така се сложувам. Добро, тоа беше се што јас имав да те прашам. Фала ти уште еднаш за тоа што ја прифати поканата за да учествуваш во првата епизода на подкастот Младински фреквенции. Се надевам дека до некаде го доближивме искуството кое што го има еден студент на природно-математичкиот факултет. Се надевам дека некој што би бил заинтересиран за некое почил место, меѓу другото, во текот на студиите за излегување би го посетил омиленото место на Сонја за излегување, Добар бар, така? Добар бар, да. И тоа би било се за првата епизода. Продолжуваме со снимање, продолжуваме со други гости, други теми значени за младите во некоја наредна епизода, во некоја наредна прилика.